Скинавме во живо од Битола. Продолжуваме на тема спорт во студиото во останатите минути од утринската програма. Имаме чест да разговараме со еден од нашите врвни каратисти Дејан Недев и дел од младите македонски каратисти кои што постигна извонреден успех на европски шампионат во Грција, освојувајќи вкупно 46 медали. Јас би рекол дека овој резултат е доказ за напорна работа, посветеност и спортски дух што го носат нашите спортисти на меѓународна сцена. Во следниве минути ќе зборуваме за подготовките, предизвиците и плановите за иднината. Добро утро и добре ни дојдовте. Да почнеме од тука, дека или тебе на крај ќе те остава. Може, заслужија младите прво да ги представиме. До мене е Филип Недев, веднаш потоа Матеј Мангаровски, Камелија Недев и Дејан Недев. Добро утро уште еднаш и добре ни дојдовте. Добро утро. Мислам дека Матеј не ни беше минатата година. Така, Камелија и Филип веќе поголеми за една година и со повеќе медали. Ајде да почнеме поред да честитаме прво за овој неверојатен успех. Како би ја опишале атмосферата и надпреварувачкиот дух на европскиот шампионат? Што се случуваше таму? Па, како што кажавте, значи овој европски ЕТКФ шампионат во традиционално карате се одржа по 37 пат за кадети, јуниори и сениори. И во петок, односно на 31 мај се одржа 7-миот европски куп за деца. Значи, можам да кажам дека имаше многу надпреварувачи, над 200 надпреварувачи од 14 земји и најквалитетните екипи во светот на традиционалното карате беа учесници на овој европски шампионат. Значи, со самото тоа и конкуренцијата беше огромна. Ние, Македонија, македонската репрезентација во традиционално карате ја представува 22 надпреварувачи во детска, кадетска, јуниорска и во сениорска конкуренција. А најуспешни бевме првиот ден на 31 мај, односно на европскиот куп за деца. Тука освоја децата најголем број на медали и според финалната ранг листа ние се рангиравме на второто место според бројот на освоени медали. Пред нас беше само екипата на Ерменија. Веќе наредниот ден на 1 јуни се одржа и надпреварите од кадетска до сениорска конкуренција. Тука морам да истакнам дека најповеќе се истакна Антонија Белазелковска, која во сениорска конкуренција во кати поединачно успеа да дојде до златен медал. И исто така во ката тимот заедно со Берта и Јана Милевски, Антонија Белазелковска освоја второ место, односно станаа вице шампиони на Европа во сениорска конкуренција. Овие резултати ги истакнувам бидејќи во сениорска конкуренција медалите и резултатите се највредни, бидејќи таа е можам да кажам, најтешка категорија сениорска, но исто така и во јуниорска конкуренција Камелија и Матеј во дисциплината ембу исто така станаа шампиони на Европа во јуниорска конкуренција. И можат и самите да ги кажат своите впечатоци и кој што освоил во која категорија. Пред да преминеме на нив, накратко само да прашам, секоја година кога ни доаѓате, се враќате од надпреварувања, не е мал бројот на медали и на награди. Каде е тајната? На што се должи успехот, посветеноста, волјата кај младите каратисти? Па можам да кажам дека континуитетот што го имаме веќе... А и традицијата, верувам, како... Па да, значи континуитетот, каратето важи за аматерски спорт, но ние тоа го практикуваме професионално, бидејќи професионално затоа што секој ден сме во салите и во карате клубот работнички и во будо центарот Недеви, значи од 18 часот до 21 часот секојдневно тренинзи, дури пред вакви големи надпревари нема одмор за нас, значи ние и викендите тренираме, така да овие резултати не се случајни. Па добро, јас не сум тренирал никогаш карате, ама како го следам како спорт, секогаш презимето на вашето семејство ме поврзува со карате, затоа и споменав традиција. Ајде сега на младите каратисти. Многу медали пред вас. Можеме поред да кажеме ваши впечатоци од надпреварувањата, како си поминавте годинава и што ни донесовте тука? Па, многу беше добро. Имаше доста надпреварувачи.
Напорно беше? Напорно, да. Концентрација си Да. требаше? Кога легнувавте навечер да спиете? Па не знам. Колку сон треба за така да се покажеш добро на надпревар? 8 часа се доволни? Да. Колку медали освоив? Ја освоив 5 медали. Добро. Освоив 3 златни, 1 сребрена и 1 бронза. Едната златна беше во кати, другата златна беше у техника и третата златна беше у борби, а сребрената беше у ката тим. И третото место беше во борби заедно со Браво. други деца. Честитаме. Матеј? Екипна борба. Јас освоив вкупно 3 медали, 2 златни и 1 сребрена. Едната златна освоив со Камелија во Ембо, а втората златна ја освоив во Кати, поединечно, и сребрениот медал го освоив во Фукуго, тоа е микс од ката и борба. Може да ги подигнеме медалите, само да фатиете нашата камера да покажеме едно тоа како чисто изгледа. Сите се скоро исти. Да. Ето така, како изгледа еден медал кој што ни го донесовте. Камелија? Јас освоив 4 златни медали. Едната беше со Матеј во Ембо, другата беше во Кати поединечно, третата беше во борби и четвртата беше во техника. Така. Како се поминавте исто прашање до двајцата? Супер, да. Супер. Колку сон на вас ви требаше? Па минимум 8 За 8 сати околу 9. тебе Филип ни е помал, може би помалку сон му треба. Вие сте малку повозрасни, вас од 8 до 9. Да, Филип да. може ли со 6 часа сигурно, така? Се дружевте таму, има ли дружба за познавање на други каратисти од други земји, споделувате ли искуства или се оди само на надпревар или има и социјализација и дружба? Па прво се концентрираме на надпреварот, но има и дружба после надпреварот, се запознаваме со други надпреварувачи. Да си размените Инстаграм, Фејсбук, да да. си комуницирате, така? Да. Каква е поддршката, Дејан, од институциите околу не само надпреварите, и општо за развој на каратето во Македонија, бидејќи кажа е аматерски спорт, меѓутоа спорт па кој што не носи голем број на медали секоја година како држава? Па можам да кажам дека последнава година, од кога е формирано Министерството за спорт, поддршката за некоја нијанса од минатото е поголема, но сепак никогаш не е доволна, бидејќи ние во годината имаме многу надпревари, учество на многу меѓународни надпревари, исто така и подготовки. И секако, значи, за да ние бидеме комплетни, значи да патуваме комплетно на едно европско или светско надпреварување, ни се потребни големи финансии. Во каратето, за жал, значи, бидејќи е индивидуален спорт, се помалце и помалце фирми и спонзори се одлучуваат да помагаат, бидејќи каратето као спорт не е толку застапено на медиумите, не се обрнува толкова големо внимание за разлика од екипните спортови како кошарка, фудбал и ракомет. И од таа причина не е толку атрактивен за фирмите и за спонзорите. Така да финансирањето останува само на државата и на федерацијата. Колку ќе се избориме да добиеме финансии од Министерството и управниот одбор на федерацијата, ако обезбеди некој спонзор, тоа е све дополнително и ни користи за овие надпревари. Јас се надевам дека во иднина државата ќе ги вреднува уште повеќе овие наши резултати и ќе инвестира во традиционалното карате, бидејќи ние веќе традиционално години наназад од која Македонија самосталена како држава се враќаме со вака високи резултати од најголемите надпреварувања во традиционално карате. Така. Сега доаѓа лето, еве заврши овој европски шампионат во Грција. Што се следните планови и цели и за вас сите заедно како тим, за младите каратисти сега следува, ајде прво од нив ќе почнеме. Сега одмор следува летово или продолжуваат тренинзи? Па има семинар за карате. Добро. И таму Тоа ќе биде и одмори, да, работа и тренинзи, се воедно, така? Да. Исто и за вас, истите планови?
Да, веќе Одмарате сабота. некогаш или Да. континуитет 12 Па добро, месеци? да. Одмараме активно одмор. Па добро, и кога се спортува тоа што се сака, тоа е Да, повеќе веќе во удобно. сабота, значи заминуваме на традиционалниот летен карате камп кој што го организира нашата федерација, кој што ќе се одржи од 14 до 19 јуни исто така на Егејското море, во Неафлогита. Така да тоа ќе не бидат и еден вид на подготовки за престојните надпревари кои што не очекуваат веќе таму од септември месец. Крај на октомври месец не очекува и светски куп во Полска, во Щечин, на кој што се надевам дека ќе исто така во вака голем број ќе земеме учество и ќе се вратиме исто така со големи резултати. Сега да доаѓа лето, споменавме од септември нови надпревари за оние кои што и родители и млади луѓе кои што се мислат се уште или се прашуваат дали каратето да биде избор за нивното дете, кога се имаме ли нови уписи, сега најверојатно тоа новата сезона почнува од септември, така? Со тренинзи редовни завршуваме овој месец, значи до крај на јуни имаме тренинзи и потоа јули и август е одмор. Значи немаме редовни тренинзи и започнуваме со редовни тренинзи од 1 септември кога почнува и учебната година. Еве би апелирал до сите родители да не се двоумат, да го запишат своето дете, значи обично на тоа се правени научни истражувања дека најдобри два спорта за правилен развој на деца од 5 години се каратето и пливањето, така да нека не се двоумат, нека ги донесат децата и нема да зажалат, бидејќи каратето нуди многу придобивки, како физички, така и психички за децата, ќе им створи здрави навики за понатака во животот да немаат проблем со дисциплина. Да, дисциплината е број 1. Дисциплина, дисциплината е број 1, а тоа сите нарочито од малино зашто тренираат го имаат и тоа се познава кај нив. Ви благодарам за гостувањето. Благодарим. За тоа што ни дојдовте повторно во студиото да го споделиме овој убав успех и со вас сите ќе завршиме денес утринската програма. Ве чекаме во септември, после следниот надпревар, така беше септември. Ќе ни дојдете? Да. Со повеќе медали. Договорено. Толку, драги наши, јас ќе го завршам ова издание на утринската програма на вашиот јавен сервис. Во 10 часот се најновите вести. Утре со вас е колешката Јована Костадиновска. Ви посакувам убав ден. Ете, сме готово. Може.